Денес католиците го одбележуваат Велики петок, еден од најзначајните денови во црковната година, посветен на страдањето и распнувањето на Исус Христос. Овој ден се одликува со тишина, молитва и длабоко духовно размислување. А за разлика од другите денови не се служи света Евхаристија. Како што истакна свештеникот отец Столе Ангелов, наместо тоа, верниците учествуваат во посебни обреди, кои вклучуваат библиски читања, поклонување и целување на Светиот Крст. Вечерната служба започнува во 18 часот, пошто верниците се враќаат во своите домови во тишина и молитва. Велики петок е денот кога си спомнуваме на Исусовото страдание, на Исусовото распнување и смртта му на крстот, и тој е ден кога тишината и очијот се испреплетуваат, ден во кој човештвото ја гледа силата на Божјата љубов. И овој ден морам да кажем дека се разликува од сите денови во црковната година, бидејќи на тој ден не се слави света Евхаристија, туку самиот наш Спасител Исус Христос се дава на олтарот за нас. И денес во 15 часот се моли крстен пат кој го се учинуваат 14 постојки, тоа се библиски размислувања од самото осудување на Исус, па се до неговата смрт и полагање во гроб. Еве, тие постојки се молија во целиот Великденски пост, а вечер во 18 часот имаме служба на маките Господови. И тоа се состои од посебни обреди како што се библиски читања од Стариот и Новиот Завет, потоа обреди на целување кон Светиот Крст, клањање кон Светиот Крст и света Евхаристија која е пред тоа посветена. И после тоа се изложува телото или корпусот се спрема, тука се изложува телото Исусово, каде верниците во тишина се заминуваат и во молитва се враќаат во своите домови. Како што истакна отецот, Велики петок е дел од Великденскиот пост, кој започнува на пепелава среда и трае 40 дена, символизирајќи духовна подготовка за најголемиот христијански празник Великден. Великден дан, тој се состои нормално од пост, се пости од чиста среда или пепелница, кога има еден обред, кога се спалуваат тие гранчиња, маслинови гранчиња од претходната година, и тие гранчиња се пепел, и тогаш се благословува тој пепел, и на секој верник се попелува и му се вели: сети се човеку да си од прав и во прав се враќаш. Тука започнува тој 40-дневен Великденски пост. Овој ден ги потсетува верниците на значењето на смирението, покајанието и духовната подготовка за воскресението и радоста на Великден.